сега ќе се надоврзам на одењето таму, во обвинителство на распит. Во ходникот пред да ме спроведат кај Смаќовска, се разбира со лисици врзани, со раце врзани со лисици. Во ходникот се појави обвинителот од Охрид, како се викаше? Наум Пановски? Наум Пановски. Стварно? Случајно се најде тука? Наум Пановски, лично се познаваме со него и сме имале добра комуникација и значи сме комуницирале. Јас мислев дека ќе ми пристапи да се поздрави со мене. Тој однога пред да влезам кај Смаќовска, абе што не го кажеш Груевски, што си ставаш самиот товар на себе? Вау. Јас бев фрапиран. Фрапиран бев од едноставна причина што човекот не познава. Сме имале комуникации. Сме се дружеле и приватно. Те знае како човек како. Не знае како човек. И јас очекував да се поздрави, он зошто не го посочиш Груевски? Ти ја дава мапата како да се ослободиш. Тогаш ми беше се јасно. Тогаш ми беше се јасно. Кој им е целта и што сакат. И мојот распит беше кај Наум Пановски. Така да, после го слушнав истиот моабет од колегите. Значи, истото искуство. Само ни викале, кажете го Чавков. Кажете го Чавков. Така Чавков, да на кажете го Груевски, да. Завчера, кога беше Јана Ченто го слушнав. Да. Го слушав, исто и он имал такво искуство. Но вие, тоа не се едноставни работи. Тоа се работи кои што фрлаат сенка на целата судска постапка. Тоа се работи кои отвараат сомневања за тешки злоупотреби.